Почитувани гледачи, ви посакувам добро утро. Време е за 24 од сестрце на телевизија 24 вести. Ве поканувам денеска да останете и да бидете дел од нашата емисија. Ќе зборуваме на една интересна тема и секако ќе ве очекуваме и вас во втората половина од емисијата да се јавите со ваши прашања или можеби некои куси коментари на темата која што денеска ја поставуваме за вас, а во нашето студио повторно е нашиот редовен гостин, доктор Зоран Крстевски, филозоф и астролог. Со него денеска зборуваме на тема знаење, мудрост и себевложување. И сето тоа во еден контекст на сајмот на книга кој што се одржава во моментов во Скопје и верувам дека ќе поттикнеме кај сите вас желба за читање на книги и изградување на вашата личност преку книгите и редовното читање. Зоран, добро утро и добре дојдовте. Добро ве најдов. Знаењето, мудроста и себевложувањето е темата на која што денеска ќе разговараме, како што напоменав. Еве, за самиот почеток ќе почнеме можеби од крајот на темата. Себевложувањето, колку е тоа значајно и битно за еден човек? Па тоа е клучно. Токму така, кон тоа сите треба се стремиме, бидејќи се базира на личното задоволство. Зашто човекот е суштество кој што ита кон задоволството. Тоа му е идеја водилка. И сега нели задоволство храна, задоволство пиелок, задоволство со пари, задоволство во работа, задоволство во љубов, задоволство од шетање во природа и разни задоволства. Секој инклинира да доживее задоволство, но нема задоволство ако не се себе спознаеш, ако во себе не вложиш една повисока вредност, бидејќи некои задоволства на крај може да ни се удрат од главата. Претерување со исхраната, претерување со пијалокот, премногу страсти, одаденост на телото, премногу алчност, премногу егоизам, значи задоволство само јас, никој друг, и еден ден тоа ти создава потешкоти во односи со луѓе, социјална интеракција во работното место и било каде. Значи гледат, задоволството е мерило на успехот или на она што се вика на хармонитетот на животот. Колку повеќе сум задоволен, колку повеќе сум опуштен, колку повеќе сум релаксиран, толку му е подобро во животот. Но задоволството мора да биде врзано со умот, со рацијото, затоа што во тој случај може да отидеме во неумереност. А рационалната основа која ја надградуваме теоретски, со читање, со надградба, со усовршување, со следење некои нешта и практично, со влегување во животот, со патување, со сознавање на разни искуства, веќе ни дава одреден темел основа во одредени гранични ситуации на животот, правилно да реагираме. Затоа умот е многу битен, иако да речеме тоа произлега уште во времето на картезијанската идеја на Рене Декарт, се постави во преден план рационалитетот. Значи, не се води од искуствата, не се води од емоциите, води се од умот, од оно што рационално го восприемаш. И сега така се развиваше целата модерна, сега дојдовме во постмодерната, каде што веќе рацијата не е толку присутна, но по другата страна вие гледате. За да успееме во животот, за да направиме нешто во кариерата, во статусот, ни е потребно знаењето. Точно, може би тоа повеќе важи во некоја западна држава, да речеме Скандинавија, може би во Америка. Но еве, и ние мораме да итаме кон знаењето. Зашто мораме да итаме? Затоа што итајќи кон себе си, ние мораме да дојдеме до одредени сознанија. Првите сознанија се за самиот себе си. Ние учиме, тоа бебето, детето почнува да учи, да ги восприема нештата, да ги впива нештата. И како некој му ги пренесува, како тоа дете со текот на годините на развојот ги восприема, така и се доживува, така се структурира. Значи ние мора да се структурираме себе си. На која основа? На оптимистичка, на позитивна, на чувство дека вредиме. И затоа тука се три фактори многу битни во тој вид на себе вложување. Првиот фактор е вербата. Мораш да имаш верба во себе си, мораш да имаш знаење, но мораш да имаш стремеш дека ќе успееш. Значи, ако немаш верба, ако си песимист, ако има чувство дека црнилото ќе те зафати и во љубовта, и во односите, и во работата, и во животот, нема напредок. Вториот аспект е храброста. Тоа ни недостига. Значи, него правиме првиот чекор. Не сакаме да се обидеме. Одиме на сигурно. Дали сме подготвени, дали ќе успееме, како другите ќе гледат на нас, што ако доживеам пораз, што ако ме одбие девојката, што ако не ми помине бизнисот, што ако децата не ми успеат, што ако се разболам, што ако нешто се случи од надворешен аспект. Значи, разни, што ако, дали, кога, како и зашто. И тоа е асоцирана закон на негација, закон на отпор. Значи, на стагнација. Очекување сите нешто да ни бидат принесени пред маса, да бидат идеални, да бидат совршени, за да действуваме. Немаме храброст. Но мора да тргнеме и да доживееме пораз и да се соочиме со некоја потешкотија, тоа е едно животно искуство, една животна лекција која треба да не научи како не треба да правиме. И затоа третиот аспект е ентузијазам. Значи, иде со верба, оди со храброст, оди со ентузијазам. Те водат нештата. Најмногу кон себе вложување. Бидејќи мора да признаеме, човекот во голема мерка е егоистично суштество.
Значи гледа за себе и сега некои се духовно неосвестени, може да претераат само за себе, не води сметка за одговорност, не води за должност, претерување. Но клучот, и тоа сум го анализирал во некои од овие мои книги, позитивен егоизам. Значи гледате, заклучивме дека човекот е хедонистичко суштество и кон задоволство, задоволствата му се битни, се што прави заради некое доживување на задоволство. Па и турска серија што гледаме е задоволство, и во театар доди задоволство. И било што да направи, инклинира кон задоволството, кон вкусот, она сетилно восприемање. И затоа ние како суштества на овие западни општества подпаднавме под сетилното, под телесното, кон она што е убаво за окото, а е дискутабилно дали е привлечно за душата. Во тој аспект човекот е хедониста, човекот е егоиста. Прави за себе за што повеќе задоволства. Нели? Задоволство да наполнам собата со пари. А и некои таква идеја има. Некој има потреба за задоволство да има моќ. Некој има потреба за задоволство да биде во професионалната активност преуспешен. Нели? Се сведува на задоволството успешен во работа, воркохолик, на тој план. Некој па сака партнерства, сака да менува, сака со една, друга, трета, пета, не се смирува, не сака да застане да го иницира семејното. Значи, гледате, егоизам кон себе, но тој егоизам е добро да е позитивен егоизам, бидејќи ако се ставаш веќе себе си во преден план, тога стави се како корисно за себе, преку тоа корисно задоволство за себе да создаде задоволство за поголем број на луѓе. Тоа е она утилитаризам, корисност, кое што јас ја доживам длабоко себе си преку читање, преку себе вложување, преку надградба, преку свес. Таа корисност треба да ми придонесе пошироко. Каде? Во односот со блиските, во семејството, во работата, во заедницата. И така нештата се шират и затоа овде само овие точки ги асоцирав. Каков е човекот, која е неговата структура? Затоа што научно уште не се доистражија тие аспекти од таа филозофска гледна точка, што тоа ние очекуваме од човекот. Нели, еве сега етиката да речеме. Дали човекот толку многу ја носи во себе етиката? Како ние да допреме до суштината на човекот да почне да развива етиката? Тој не може да развија без умот. Тоа на Сократ што го кажувал Платон на времето. Човекот кој што знае не греши, тој ќе се определи за доброто, бидејќи ја знае вистината, знае вредноста. Колку луѓе малку ги знаат нештата, се подведени, не знаат да размислуваат со својата глава, имаат мало себе вложување, што се вели, се повеќе водени од стихијата, не се водени од духот и од свеста, од чувството за вредност. И автоматски тогаш се подводни на разни надворешни влијања. Напоменавте вие пред малку дека ете знаењето се цени многу повеќе можеби во некои од другите земји, западноевропските земји, Скандинавија. Дојдовме во ситуација кога ете кај нас го негираме знаењето како моќ, како нешто што може човекот да го донесе до една висока позиција, до повисоки вредности во општеството. Каде погрешивме што ете знаењето го ставаме на некој друг понизок степен? Па добро, знаете, кај нас може се тендира дека знаењето е битно, но на практична основа знаењето многу малку го гледаме, затоа што сега знаете, се е субјективен став, но другата страна се е мерливо, се е преиспитливо, на основа на факти, на основа на резултати. А резултатите се јасни дека многу малку се вложува во знаењето, дека не се става во преден план, дека е неопходно младиот човек, студентот, ученикот да чита, да учи, да се надгради, да се усоврши. Второ, да види примери кои што зрачат со знаење, зрачат со мудрост. Немајќи ги примерите, имајќи ги другите аспекти кои се битни за да успеш, имајќи одреден отпор кон училиштето, бидејќи тоа училиште ја стави во преден план когнитивната интелигенција. Значи таа би рекол мерлива, таа би рекол машка интелигенција, се запостави емоционалната интелигенција. Интелигенција на сочувство, на моралитет, на создавање за општо добро, на одговорност, на должност. Значи што се носи во себе си, ние имаме две хемисфери во мозокот, не можеш ти да запоставиш она креативно емоционална интелигенција. Туку удри на когнитивна, удри на математика, удри на некои така наречени технички нешта, оддалечувајќи го човекот од суштината. Прво од суштината на самиот себе си дека е и емоционално духовно битие. Не е само рационално битие, затоа тука што го анализирав. Замислете само крутиот разум да преовлада, без чувства. Тогаш интересот е во преден план егоизмот. Затоа направив една паралела. Во овој случај, многу е битно да се иде кон емоционалната интелигенција. Јас ако некој ме праша би ја ставил етиката како задолжителен предмет на таа крајна матура. Етика, дај да видиме кај сменија тој план. Нека читаат, нека се наобразуваат, може и за етика да има некој отпор. Но ќе чита нешто, ќе свати, па чекај, дај да почнеме со моралот, да градиме една заедница, едно општество на еден по-хуман, по-достоинствен начин. Не само со интересот, туку со вредност.
И во тој случај ви убаво кажавте, знаењето се запоставува, не е присутно, луѓето велат дај да дојдам до пари, да се снајдам, не ми треба толку знаење, битно ми е да бидам некаде во припадност, да бидам што се вели некој кој што ќе биде подхрануван од надворешниот аспект. И се гледате, не е битно знаење, многу луѓе неуки, не сакаат да читаат. Многу луѓе гледаат полесно да поминат. Многу луѓе сакаат да купат диплома, мислам што е катастрофално. Кон сами од себе си како вредност. Кога ти само себе не си има структурата на знаење, на дух, на капацитет, што ти вреди? Тоа ви е исто како во љубовта сега нештата да се случуваат затоа што ние сме ја купиле таа љубов. Па како ќе чувствуваш ти таа љубов ако ти е купена љубов? Љубовта подразбира интеракција, емоција, чувство, поврзаност, а не да бидат парите или интересот во преден план. Така и во овој случај. Значи знаењето е запоставено, тоа е факт, но знаењето е клучно за да дојдеме до мудрост. Затоа што гледате, без знаење каде ние со мудрост? И се знаете што има разлика меѓу знаењето и мудроста? Тука некој, например, не прави паралели. Знаењето е акумулирани искуства низ животот. Преку книги, чита книги. Чита една книга судбина, судбина етика. Осознае некоја вредност, акумулира знаење, решава математички задачи. Утре ќе му користат, нели, може во трговијата, било каде. Некој осознава некои други вредности низ животот. Па и знаење и во однос на контакти со другите луѓе, интеракција, јас знам како да реагирам, излегувам, се забавувам, знам утре што да очекувам, ги спознавам другите. Се е тоа знаење. Но мудроста е нешто што се живее во себе си. Тоа не се искажува. Јас не можам да ви ја раскажам мудроста. Таа или ја имам, или ја немам, или во одредени ситуации реагирам на основа на мудроста, или пак потпаѓам на тие страсти, на емоцијата, на некој би рекол возбудување на афекти, бидејќи немам смиреност, немам мудрост за себе си. И во тој случај знаење секогаш можеме да го видиме, да го акумулираме, мудрост секогаш мораме да ја живееме и таа се појави во гранични ситуации на животот. Некој човек доаѓа нели пред одредени искушенија, да не дај Боже здравствени. Тука се гледа мудроста како ќе размислува како ќе се справи. Некој доаѓа во професионалната сфера, конфликти со некого, немање работно место. Тука е неговата мудрост како он да пристапи на нештата, дали па да потпадне. Потоа решавање на семејни проблематики. Исто така мудроста, значи таа се согледува секогаш на практично ниво и таа никогаш ние не можеме да ја прочитаме кај другиот човек, доколку тој си ја чувствува на една внатрешно духовна основа. И во тој случај мора да имаме што повеќе знаење, што повеќе акумулирање, што повеќе, што се вели, вложување во себе си, за да во тие животно гранични ситуации реагираме мудро. Во случајот, луѓе кои што немаат мудрост, нема спознание за вредност. Ти му велиш па чекај, па се не е се во парите, да речеме, не е се во моќта, во потребата да се наметнеш врз другите, дај малку види, покажи доблес, дека едноставно во животот треба да се биде хуман, човечен, треба да се иде верена одговорност на должност. Тој е опериран од таа категорија на мудрост. Не го сваќа тоа, не може да го разбере. Тој може би акумулиран со знаење. Има искуство од животот, нели, како што зборевме, воден хедонизам, воден егоизам и не ме интересира, ја нема мудроста. Кога имаш мудроста, тоа подразбери една светлина на духот, едно препознавање на вредноста и тие мудреци, искрено ви кажам, биле присутни низ историјата, но не поминувале секоја сјајно, бидејќи овој свет не сака луѓе осветлени со знаење, со мудрост. Едноставно како да сака сродни слични на себе си. Анимални суштества, премногу определени за телото, премногу насочени кој тој само личен интерес, групирање на таква основа и тоа форсирање. А се препознае човек на светлината, човек на духовноста, човек на мудроста, некогаш и сите заедно знаат да се здружат и да го анулираат. Иако ова, пак ќе кажам, има луѓе, има групации кои што се осведочени кон знаењето, кон вложувањето, кон мудроста, но во мнозинството е неосвестеноста и затоа и Спасителот Исус Христос страдал, и Буда бил прогонуван и смејуван, и еден џајна тој во хиндуизмот исто така, да не зборувам со какви се искушенија се соочил и пророкот Мухамед. Од другата страна големите филозофи Џордано Бруно го спалија на светниот плоштад. Гледате Галилео Галилеј за малку ќе настрадаше. Да не одам понатака за ред други кои што морале да ги кријат своите учења бидејќи имало закана ако искажат својата мудрост, тако бил Исак Њутон и ред други личности. Значи ова ви се само мал број на личности, а да не ви ги зборувам големиот број на филозофи, каде што е преку 90% страдање, каде што имало измачување, каде што имало прогонување. Вие замислете, еден од најмудрите Сократ принуден да го испие отровот. Зашто? Бидејќи ја воспитувал, ја подучувал младината, асоцирал на некои вредности. Па што да прави? Па тоа му е задача. Филозоф е, мора да подучува. Платон бил продаден како роб. Аристотел бил протеран од Атина и така натака. Не можел да дојде.
Да не ви раскажувам подоцна во Ренесансата, огромни страдања, огромни удари врз секој мудар осветлен човек. Сега. Што помалку знаење, полесно за манипулација, веројатно. Тука вие ова што го кажавте, тоа го кажал Шопенхауер. Он вели кога помалку знаеш, подобро ти е. Колку повеќе знаеш, толку повеќе страдаш. Веќе ги гледаш аномалиите. Сега ти е криво и ти е тешко. Зашто да нема мудрост, зашто да нема духовност, зашто да нема етичност, зашто да нема создавање за општо добро, зашто да нема еден напредок за заедницата, или па гледаш кај децата, зашто некако ги завлекува улицата, или гледаш образовниот систем, зашто не се вложува во емоционалната интелигенција, или гледаш пошироко кај пријателите, зашто не се духовно свестуваат да спознаат вистината. И сега ти ги знаеш нештата, ги живееш у себе и воедно страдаш заради кого, ради другите. Затоа што мудроста и знаењето не е лично страдање толку многу. Тука е страдање затоа што ги гледаш, ги перцепираш нештата и тие те погодуваат, бидејќи човекот е емоционално битие. И кој овде ќе направам паралела, не се сите луѓе со исти емоции. За жал, и на некој му е полесно и гази и не се интересира, едноставно манифестира таква енергија, каде што другиот човек е само како предмет, како објект. Но луѓе со емоција, со сензибилитет на вистина страдаат и тоа е едно посебно прашање што може во некоја наредна емисија ќе го разгледаме. И затоа само со ова ќе завршам. Јас оваа книга што напишав, Моќта на умот, моќта на срцето, таа направи паралела каде е срцето во овој свет. Дека ние премногу оставивме умот, го запоставивме срцето. Срцето е клучно како емоција, како соодност, како човечност. Овој свет, гледате, уште од развојот на капитализмот, се постави профитот, се постави капиталот, се постави умот. Умот е во функција на создавање профит. Научникот може да создаде концентрациони логори, може да создаде атомска бомба, може да создаде убоити некои оружја. Зашто? Заради превласт, заради доминација, а не заради самата етика или наука или вредност. Значи, умот е во служба неретко и на негативните нешта, но многу често го имаме умот во служба и на позитивните нешта. Еден од нив е докторот Алберт Швајцер. Тој отиде во Габон, во Африка и таму ги лекуваше африканчињата. Тој заврши 4 докторати, од кои што сакаше и медицина да заврши. И музикологија, и филозофија, и теологија, и отиде да им помага. Отвори кампови, отвори амбуланти. Неговата задача беше да придонесе за тие што страдаат, за тие мали обични луѓе. И сега може вие ќе речете колку ги има. Па ги има, ја има и мајка Тереза. Ги имаме и многу други. Мартин Лутер Кинг, например, човек со нов сензибилитет, со нов дух. Нелсон Мандела, што страдал за една колективистичка идеја. И ред други луѓе, само за да ви ги раскажам, мудрите и духовно осветлени личности. И не треба да се водиме само од примери кои што се неубави. Треба да видиме кај биле светлосните примери. И тие многу малку им се дава простор да прозрачат, затоа што неретко таа другата, неосветлената енергија, сака да ти изманипулира, да не видиш дека постои доброто и убавото и позитивното. Вели се е исто, секој едно исто ќе форсира, ќе манифестира што ви има вие да зборувате демек моралот и вредноста. И во тој контекст нека прочитаат, ете ги имаат на сајмот на книгата, овие мои книги, кои што сега се со попуст, нека ги преку 20%, нека прочитаат. Мора човекот да се светло сања. Како он сака да свати нешто што му зборуваме, а не чита, не вложува. Значи, првата иницијална каписла, прочитај, осветли. Гледај емисија што е корисна. Прочитај со луѓе кои што се позитивни, ќе те облагородат. Излези од што се вели стегите во кои што се наоѓаш, веројатно ќе ти се отвори. Ние овде ќе направиме кратка пауза за блокот реклами, секако ќе поканеме гледачите, имаме се уште време во втората половина од емисијата да чуеме што вие мислите на темата на која што денеска разговараме и дали имате можеби некое прашање до нашиот гости на темата знаење, мудрост и себевложување. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус, досега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете во изложбениот салон во Скопје на улица Даме Груев број 3. Најдоброто од Македонија. Прв FMCG самит во Македонија, во организација на магазинот InStore. Еминентни говорници од водечките домашни, регионални и интернационални компании ќе зборуваат за иднината на трговијата. 12 мај во хотел Александар Палас. Партнери и спонзори на конференцијата:
Добре дојдовте на првиот FMCG Summit. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Живееме во време во кое технологијата ни овозможува точно и прецизно да ги организираме нашите обврски. Во време во кое точно знаеме кога да пристигнеме на потребната локација. Во кое многу лесно можеме да го пронајдеме местото каде што треба да пристигнеме. Време во кое на едноставен начин можеме да ги избегнеме редиците чекање или пак полесно да го организираме редот. Мој термин е создаден да го организира времето на пациентите и на докторите. Преку овој систем се става крај на долгите редици пациенти во здравствените установи. Пациентите знаат во колку часот им е закажан и каде ќе им биде извршен прегледот, а докторите имаат информација за бројот на пациенти за кои се закажани прегледи кај нив во одреден ден. Со електронскиот систем за закажување прегледи и интервенции, мој термин, македонското здравство оди во чекор со новото време. За подобро и модерно здравство. Еве неведнаш по блокот реклами се враќаме во студиото. Знаење, мудрости и себевложување е темата на која што разговараме. Доколку имате некое прашање, ве очекуваме да се јавите на двете телефонски линии. Се извинувам. Зоран, ете, живееме во едно време каде што не е толку многу имаат луѓето слободно време, го искористуваат постојано времето за работа, за вложување, некако како да не гази времето, не ни остануваат доволно часови за можеби читање и Сања нема себе вложување. Кажете ми вие, дали слободното време што ете луѓето го имаат? Сања нема оправдување во тоа. Замислете вие да гледате нон-стоп турски серии. И вие што ќе разберете? Ја разберам една турска серија да гледам. Ама тој нон-стоп само со тоа се храни. Второ, битен аспект покрај овие што ги зборав е тихувањето, мирувањето. Кога човекот најмногу се исклучува и го наоѓа времето за себе, кога чита книга. Еве нека размислат нашите почитувани гледачи. Опуштен, релаксиран, земеш убава фина книга, поучителна, практична и си читаш, се надградуваш. И ти се одмараш. Тоа е добро за умот, тоа е добро за телото. Ти си опуштен. Ние кај сме? Пред телевизиските екрани, пред мониторите на компјутерот. Ние сме секаде кај што имаме зрачење. Ние сме водени од мобилните. Ние нон-стоп се нешто штракаме, веќе ќе дојдеме до проблеми со работниот столб, затоа што нон-стоп сме со SMS-от. Нон-стоп се нешто техничко не води, а не наоѓаме време за себе за опуштеност и нема оправдување дека нашето слободно време оди за нешто друго, оди непродуктивно, неконструктивно. Да, имаме гледач на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добар ден, гледачка од Кавадарци. Повелете. Еве, јас сакав да се вклучам во вашата емисија. Наставничка сум и ќе кажам дека навистина децата не читаат никаква литература дополнителна, затоа што нели со техниката се отиде далеку и тоа се смета како нешто непотребно. Драго ми е да... Жалосно е навистина, ќе кажам, навистина е жалосно што можеби овие млади генерации, па и нивните родители не читаат и дури тоа се чувствува кај децата во речникот, значи немаат речник, не може да се изразуваат и навистина би апелирала, еве, вака јавно, да се чита што повеќе. Ви благодарам. Драго ми е што ете еден наставник се јави да каже загриженост за децата. Ќе го чуеме и следниот гледач пред да продолжиме со разговорот. Добро утро, кого имаме на другата линија? Ало? Да, повелете во програма сте.
Здраво, поздрав до вас како водителка, поздрав до гостинот доктор Зоран Крстевски. Се согласувам, добар предлог, мислам и забелешка даде претходната гледачка, што се напушти само свестноста кај лицата за да се самообразуваат, ја тоа го викам, со читање, од кои причини малку пошироко треба да се осврне целата заедница, нарочито раководниот кадар, значи луѓето се ставени во еден цајтунг, пат позиција, значи безизлезност, и затоа им е книгата некако замразиле од тој поглед. И она што го збореше докторот. Сега, јас би го прашал докторот нешто друго. Повелете? Докторе, што мислите за една теза, па имаше и македонски некои теоретичари, што сакаат нешто да воспостават некои своји видувања. Дали постои по ваше, кај како астролог, свет надворешен, значи вонземајски? Значи, не е темата од оваа сфера, меѓутоа како ценет експерт и голем филозоф, сакам вашето мислење. Ви благодарам на јавувањето, го чувме вашето прашање, меѓутоа пред да одговори гостинот, ќе го чуеме и гледачот кој што не чека на другата линија, за да можеме да ја привршиме емисијата и да дојдеме до крајот. Добро утро, за кого? Да, здраво, се јава гледач од Скопје. Повелете? Вака ја слушнав претходната гледачка што се јави, валја беше некој професорка по македонски јазик, па јас сега малце така контра би дал некои аргументи као корисник на овие, да кажеме, новите технологии. Така да, ја не се согласувам со претходната гледачка, затоа што новите технологии баш добро може да се искористат за читање на литература, барам сега со нив на дофат ни е литература што никад не би можеле да ја најдеме во библиотека. Значи, може да се читаат книги од реномирани странски писатели, може да читаме научни списанија. Овде ја имаме Википедија како, да кажеме, извор на огромен број информации, каде што може да се едуцираат и наредните генерации, но генерално проблемот со овие генерации што ја користат технологијата е што тоа се поминува многу време на социјалните мрежи, многу време кое е потрошено безкорисно. Значи, тоа е време потрошено непродуктивно, така да за тоа мислам дека овие постариве генерации мислат дека технологијата е, да кажеме, као некоја лоша страна и за тоа. Ви благодарам и вам за јавувањето. Немаме многу време опширно да ни дадете ваше мислење, меѓутоа во секој случај сфативме што сакате да ни кажете. Зоран, имаме ли простор да го слушнеме и следниот гледач па да ја заокружиме? Да, може. Ето, да не чека гледачот на линија, накратко добро утро за вас и да чуеме што вие ќе кажете. Ало, добро утро. Повелете во програма, сте имате прашање или можеби некој кус коментар ќе ве замолам? Не, имам прашање за Зоран. Може да ни каже нешто за хороскоп или не може? Ќе направиме емисија следната, ветуваме дека ќе биде од областа на астрологијата. Од кој знак е за посебно да збори? Вие кажете него вашиот знак за можеби да дадеме малце акцент. Бик. Бик. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Тоа беа сите гледачи за денешната емисија. Зора, неве да сублимираме сето она што го кажа. Првата гледачот. Па вака, значи гледачот што ме праша дали некој има вонземски цивилизации. Видете, умот мора да биде отворен. Значи не може да имаме една крута наука која што се базира само на експеримент, на оние парадигми, методи кои што треба да бидат екзактно преиспитливи. Не мора да го пуштиме умот во секој сегмент, во анализа на генетика, во анализа на тој космизам, во анализа и аспектите кои што подразбираат спиритуално, затоа што стеснувањето на умот и нас не стеснува. Во тој контекст ние само треба логички да размислуваме. Ако оваа наша цивилизација, оваа планета Земја, така интелигибилно поставена и создадена, зашто ние да сумњеме дека можеби некаде таму во некоја друга галаксија нема некој друг свет, дека нема некој друг живот? Значи, логички гледано,
И во етиката постои тој вид на еден вид етички однос кон космосот. Затоа што нели ние можеме со авионите, можеме со ракетите, можеме со разноразни нешто и таму да создадеме загадување. И таму да создадеме уништување. Значи, етиката иде многу пошироко, умот иде уште пошироко. Тој ум асоцира она што е една создадено, зашто да не биде повтор пат создадено. Тоа е тој вид на еволуција. Како што човекот еволуирал и тоа не случајно, од најмалото, најситното, па се создал до ова ниво на свест, каде што неговиот ум премногу се развил, неговата духовност, неговата емоционалност премногу се снижила. Во тој контекст ние треба да видиме дали навистина има некои асоциации кои што со напредокот на технологијата ќе донесат одредени заклучици, одредени информации. Значи, во тој контекст мора да се размисли и мора да се ослободи умот дека можно е нешто да постои. Немаме сериозни докази, има некои асоциации, но тоа треба сега во некоја наредна емисија да го анализираме кои се тие асоциации и од каде и зашто произлегуваат. А сега во однос на младата личност, што прекрасно каже, јас се сложувам, значи не треба да се оди контра технологијата. Тоа е таа еволуција. Па сега е човек од нивото на свеста, ерата на водолијата се појави. После ерата на рибите, кој што беше аспект на верувањето. Значи веруваш во божественото, прифаќаш, не ти е потребен умот за да ги согледаш нештата и затоа знаеме ние од страна на клерот беше најмногу ударено по научниците, затоа беа спалувани. Значи не беше дадена вредност на умот. Умот се, што се вели, се наметна постепено после средниот век. Претходно беше клучен аспект верата или верувањето. Значи, веќе доаѓаме во епохата на рациото, во епохата на технологијата, во епохата на крајната точка на еволуцијата. До кој степен ќе одиме? Дали ќе се технологизираме? Дали ќе бидеме луѓето водени, што се вели, од тој вид на техничкото, или пак тоа ќе го искористиме за наша духовна, па и било каква надградба, ние тоа го одлучуваме. И затоа, компјутерот, мобилниот, интернетот не значи само за катастрофални, што се вели, енергетски атаци. Тие ги има. Разноразни страници, да не ги анализирам. Но тоа може да те подучи. И токму така, ја често ги отварам, ја често читам, често доаѓам до информации, често гледам видеа. Имам достапност. Значи, тоа ми дава брзо размислување, брза реакција, доаѓање точно така и до автори кои што ние не можеме да ги најдеме овдека. Значи, надградба и дефинитивно тоа треба да биде присутно. Прекрасно кажа, страшно е ако само социјалните мрежи. И замислете, не сме во интеракција, не се зближуваме со другарчињата, не одиме на игралиштето да играме, ние сме нон-стоп пред мониторот на компјутерот, ние сме нон-стоп со мобилниот телефон и нон-стоп со некого разговараме, не го познаваме, не го чувствуваме, не се иницира тој вид на спознание. Зашто? Затоа што ние така полесно, бидејќи така сме она што ние сакаме. Не сме еден со еден, тет-а-тет, да се види нашата вистинска вредност, туку нашата вредност е лажна вредност, проектирана вредност. И затоа ние живееме во епоха на симулација, дека го имаш тоа што го немаш. Има слободата, ги имаш парите, имаш можност да бираш, имаш можност да изградиш, прашање дали ја имаш, да не е симулација. Затоа и додевме до овој степен на една вештачка отвореност кон нештата, каде што ја се користам, а тоа што го користам всушност тоа мене ме користи. Тоа мене ме запоседнало, како што кај коцкарот, покер апаратот има суштината, ово ја нема. И затоа мора да се чита, тоа е основата за младите. Јас се надевам дека ќе бидат корисно прагматистички ориентирани, се што прават да вложи со нивна една етичка димензија, со една духовна подлога, кој ќе се изградат себе си, кој ќе се себе спознаат и низ призма на овој технолошки напредок, и низ призма на читањето книги, и низ призма на интеракцијата со другите луѓе, тогаш ќе им биде полесно. И затоа еве Сања, еве да искористам оваа можност, и би ги повикал на штандот на Лотос, на сајмот на книгата, нека отидат од овие 5 мои книги, нека земат една. Не мора да ги земат сите. И така се со намалени цени од скоро преку 20%, кој чита, ќе свати нешто. Зашто зборувам? Многу анализи кои што овде ги зборуваме, таму се пренесени. И за општествени текови, и за саморазвојот, и за духовната димензија, и како да си го подобрам животот. А не да бидеме вештачки, да бидеме со симулацијата и да бидеме со се што не одвлечкува од вистинскиот пат на себе развојот. Зоран, ви благодарам на денешното гостување и ви посакувам уште многу голем број на нови читатели на вашите книги. Драги гледачи, и вам ви благодарам што бевте повторно дел од нашата емисија. Останете со програмата на телевизија 24 Вести и имајте пријатен ден.